Се наоѓаме во новиот и модерен тренинг за спортско стрелаштво. Утринава деталите ги дознаваме од мојот соговорник Јордан Тасовски, председател на Македонската стрелачка федерација. Добро утро, како сте утро? Добро утро, добре дојдовте во новиот национален тренинг центар за спортско оружје со воздушно оружје. МТВ секогаш била поддржуваш на спортското стрелаштво пред сите големи настани и се надевам дека и во иднина така ќе продолжиме со извонредна соработка. Да, зборувавме пред да се вклучиме дека навистина изгледа убаво и модерно. За кого се ќе биде достапен и кој се ќе може да го користи? Па можам да кажам дека на Балканот во сите главни градови во поранешните југословенски држави имаме само единствено во Скопје ваков модерен центар за воздушно оружје. Ке може да користат сите граѓани на општина Карпош, на Скопје и на Македонија, како и сите стрелачки клубови и љубители на спортското стрелаштво. Да појасниме малку повеќе, што значи спортско стрелаштво за оние кои што можеби не се запознаени со овој вид на спорт? Спортското стрелаштво постои од првите олимписки игри од 1900 година и се работи за оружје со воздух, значи со диаболи, и нема куршуми или како да кажам барут и огнени материи, така да спаѓа под капата на Министерството за спорт. Секој клуб или федерација мора да има дејност спорт кога ја врши таа дејност и лиценцирани тренери, како и под Министерството за образование, бидејќи во гимназиите и школите имаат секции спортски каде што е и стрелаштвото. Недостасуваат ли такви, вие ги споминавте, секции, ние кога бевме, зборувавме, онаа генерација можеби последна која што токму го имавме овој предмет во нашето училиште? Спортското стрелаштво масовно се развива, затоа е резултат и овој добар национален центар. Клубовите низ Македонија масовно имаат млади спортисти, а исто така имаме и забележителни резултати од осамостојување на Македонија со учество на Олимписките игри. Речиси сите, освен Лондон, исклучувајќи 2012, така да ја како тренер учествував и во Токио со Боријан Бранковски, имавме државен рекорд и со Анастасија Мојсовска на минатите Олимписки игри во Париз, каде што направивме забележителен резултат и победивме 13 големи земји. Да, како олимписки спорт верувам дека е привлечен и за младите. Еве ќе прашам од страна на родители, можеби често прашање која возраст е најдобра. Кога дечињата може да започнат да се занимаваат? Да споменеме дека секој спорт има свои одредени ризици, меѓутоа да не се плашат кога се во сигурни раце. Дечињата започнуваат од 9-10 годишна возраст и има специјални малечки пушки за нив во делот на тежината, така да како што се развиваат својот фокус, концентрација, дисциплина, може само да станат помирни од хиперактивни дечиња, тоа не е докажано, и понатаму преминуваат на професионални воздушни пушки и пиштоли. Затоа сега имаме голем настан на Европски младински олимписки игри, на кои што учествуваат деца во категорија од 15 до 18 години од цела Европа и очекуваме од 35 земји да дојдат над 120 спортисти. Да, подготвени ли сте за тој голем настан? Да, подготвени сме во целост, затоа минатиот викенд имавме промоција на спортскиот центар со министерот за спорт Борко Ристовски и министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски, така да се е во ред, стрелците се спремни и нашите учесници се спремни и се подготвуваат да се покажат и докажат. Да. А дали тренинг центарот ќе биде отворен и за останатите граѓани? Ќе можат ли тие да го користат? Планираме од септември, бидејќи секоја година имаме летен распуст во август и јули, така да од септември, почнувајќи од 1 септември, ќе можат во вечерните часови од 18 часот до 20 часот да го користат и рекреативно и останатите кои што си се занимаваат професионално. Да, споминавте дел од оние кои што се занимаваат тука кај нас со овој спорт. Има ли надеж? Има ли млади кои што се потенцијал да се занимаваат и понатаму во животот со овој спорт? Се повеќе и повеќе има заинтересирани млади спортисти, но и постари, нема граница во стрелаштвото, доаѓаат и синдикални игри, банкарски игри, универзитетска лига, каде што имавме 500 студенти оваа година, од кои 300 беа жени. Ја бев изненаден, бидејќи жените позаинтересирани малку беа за воздушното оружје и овој спорт. Така да има потенцијал Македонија да се развие и секогаш сме биле на ниво на европските и светските првенства. Да, на Олимписките игри во Париз жените ги покажаа навистина своите вештини за оние кои што следа изминатата година. Следните Олимписки игри 2027 8 во Лос Анџелес.
се надеваме дека исто таму ќе имаме конкурентен јак стрелец, Анастасија Мојсовска, можеби и Мартин Ангелевски, која исто така постави државен рекорд со 630 кругови, кој што е висок светски резултат доколку се испука на европско или светско првенство, гарантира финале. Тука кај нас кои се подоминантни, мажите или жените? Подоминантни се малку жените во моментов. Да, значи можеме сите да бидеме безбедни кога се жените во прашање. Благодарам многу на одвоеното време. Се гледаме за брзо, 18 јули, како што споменавте вие. Од 19 јули почнуваат да доаѓаат, а на програмата стрелаштвото е од 20, контролен тренинг на сите учесници, и од 21 до 25 се надпреварите. Се надевам дека во стрелаштвото 99% сум сигурен ќе биде првата олимпијада на овие европски олимписки игри или европски олимписки млаински фестивал во организација на Олимпискиот комитет, и да се благодарам на поддршката ваша, и како и на Министерството спорт и сите други општествени компании кои ни помогнаа да го премиме ова спортско стрелиште за воздушно оружје. Да, убав настан на вистина во Скопје. Благодарам на одвоеното време. Ние сме секогаш на страната на спортот. Се гледаме, се разбира, од 19 јули, како што И споменавте. благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш.